16 век Венеција. Минувачите ги криваат погледите кон камбанаријата на базиликата Свети Марко. Од врвот скока еден хрват, држејќи конструкција каква претходно никој не видел. Во време кога падобраните не постоеле, тој скок ја сменил историјата на човечкото летање. Ова е приказната за Фауст Вранчик. Роден на островот Првик во Шибеник во 1551 година, Фауст пораснал во угледно семејство кое изворно припаѓало на старото босанско благородништво. Откако со години живеел под строгото и внимателно око на својот чичко, тој го продолжил својот интелектуален пат на познатиот универзитет во Падова, каде дипломирал право и филозофија. Стекнатите знаења и искуства му овозможила да се врати во Унгарија, каде што почнал да се занимава со важни државни работи. Ја извршувал функцијата директор на епископските имоти, како и функцијата царски секретар. Но без оглед на тоа што бил брилијантен во извршувањето на државните работи, Вранчик највеќе ја сакал науката. Последните 20 години од својот живот ги посветил на пишување трудови, што резултирало со пронајдоци без кои би било тешко да се замисли секојдневниот живот денес. Па да тргнеме со она за што сигурно повеќето слушнале. Падобран. Првото споменување на падобранот датира од ренесансната Европа. Еден од најголемите светски мислители, Леонардо да Винчи, направил скица на падобран во својата збирка цртежи, наречена Атлантскиот кодекс. Но првиот човек што конструирал функционален падобран бил токму Вранчик. Фауст конструирал падобран со дрвена рамка, покриена со ткаенина, кој го нарекол Homo volans. За да ја докаже неговата функционалност, скокнал од кулата во Венеција, успорувајќи го падот и слетувајќи сигурно. Тоа беше моментот кој влезе во историјата како претходник на модерниот падобран, бидејќи концептот за падобран почнал да се развива дури неколку века подоцна, поточно на крајот на 18 век. Една од неговите книги содржи описи на 56 пронајдоци, вклучително и висечки мост со железни синџири, што беше револуционерна идеја во тоа време. Говореше 7 јазици и во 1595 година го издаде првиот речник на хрватски јазик. Денес, во меморијалниот центар Фауст Вранчик на островот Првик, каде слетувал како дете, може да се видат и некои од неговите останати изуми. Фауст Вранчик починал во 1615 година во Венеција на патот кон татковината.